Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија и утринската Здрава Македонија. Во овој дел од денот во вашиот дом ќе донесеме една интересна тема. Доколку сте и вие дома со вашите дечиња, баби, дедовци, мајки и татковци, верувам дека сакате да го подобрите говорот доколку имате одреден проблем или да усовршите одредена буква. За вежби кои што може дома да се ги реализирате, секогаш разговараме со стручни соговорници. Денеска на гости сме во логопедски центар каде што ќе разговараме со логопед. Добро утро, Велам Зивана. Добро утро и од мене и благодарам што повторно сте тука и ви во овој летен период да дадеме некој совет кој што може да го искористат родителите. Иване, и дома дечињата во текот на летото можат да го подобрат говорот, да усовршат некоја буква. Па кој е вашиот совет како тоа дома може практично да го направат бабите, дедовците, мајките, татковците, сите кои што сакаат да помогнат на своето детенце? Така, па ние логопедите, значи секогаш се радуваме на летниот период кога доаѓа, затоа што самиот летен период не носи многу нови можности за раст и развој на децата, затоа што постојано се наоѓаме во една нова средина, нова околина, нели постојано патуваме, шетаме, децата одат на посадок кај баба и кај дедо и децата се наоѓаат во различна околина и средина каде што можат различно да бидат стимулирани и нормално да биде различно стимулиран говорот и често се случува родителите да кажат во овој летен период се виде голема разлика кај нашето дете и тоа се случува и многу спонтано затоа што токму како што кажав овие различни околности кои што различно стимулираат раст и развој на детето, не зборам само за говорот, меѓутоа говорот нас најмногу не интересира во овој момент. Така да се радуваме на оние моменти кои што се исполнети со многу вода. Јас стално говорам дека водата има лечебно дејство, освен што ја подобрува моториката и фината моторика, индиректно влијае на развојот на говорот, така да првиот совет што би го дала е многу игра со вода. Значи слободно да им дозволат на дечињата да се намократ, да претурат, да истурат, да наполнат едно корице со вода каде што децата ќе се шљапкаат, ќе претурат со кофички и слично, затоа што на тој начин индиректно се стимулира центарот за говор во мозокот, а плюс тоа имаме едноставно многу поими кои што ни се достапни, кои што можеме да ги искористиме за да ги дадеме како пример. Исто така во летниот период може да се игра со цевки, дување, да се прават балончиња со меурчиња. Обично тоа зимен период кога го правиме, после све е мокро нели од сапуницата и од водата, вака сме на безбедно кога го даваме тој совет дека слободно е и препорачливо да се прават тие меурчиња со сапуница, затоа што на тој начин се вежба мускулатурата на устата, дувањето, така дека и дечиња кои што имаат проблем на пример со пелтечење, често препорачуваме таа вежба затоа што на тој начин се контролира дишењето. Исто така може да се пие смути, значи таа е малце по тешка структура за шмукување преку цевка, меѓутоа исто така е одлична вежба за мускулатурата на устата, на јазикот. Прави една вежба да се зацврсти говорната мускулатура, така да и пиењето смутиње во овој период имаме доста достапно овошје, па децата може додека го припремаат смутито да учествуваат во тоа и да бидат изложени на говорна стимулација, да учат што е поголемо, што е помало, како мириса лубеницата, каква боја е лубеницата, каков вкус има, какви се црешите, дали се големи, мали и слично. Така да летниот период е навистина еден убав момент каде што можеме да искористиме на овој индиректен начин да го потикнеме говорот и говорниот развој. Што станува збор кога сме дома, читањето, кога тука може да си помогнеме? Ете, лектирите треба да се пред поголемиот дел од дечињата бар во летниот период, така да како може да ни изигра тоа да го направиме, а да има примена и во подобрување на говорот и вештините за говорење? Така, па читањето на книги е еден од многу битните моменти во однос на развојот на говорот, затоа што на тој начин се зголемува фондот на зборови на детето и нормално имагинацијата и фантазијата. Додека се помали дечињата кои што се уште не се описменети, нели треба некој друг да им чита. Јас секогаш зборувам за дечињата кои што се на помала возраст, негде до кај 2 години, 2,5 годинки, дозволено е они да го водат читањето, односно тие да одберат која книга ќе биде и од каде ќе почнат. Некогаш интересот
процесот е да се почне од позади, да се коментираат сликички, да нема точен тек на како тече приказната според сликовницата, меѓутоа важно е да се коментираат и гледаат сликичките за кои што детето е во тој момент заинтересирано. Додека кај поголемите дечиња веќе над 3 години треба веќе да го има оној момент каде што ќе може да издржи барем една кратка приказна и нормално многу е битна тука рутината. Значи таа приказна да се повторува за детето полесно да ја свати. Има моменти кога често ни велат децата ајде пак и сега нас тоа не е многу тешко во тој момент, меѓутоа за нив е тоа многу битно затоа што за нив децата рутината е едно секојдневие во кое што се случуваат истите работи, го слушаат истиот терк на приказна и така го учат. И за нив тоа е една сигурност на некој начин и они во тој момент ги учат тие зборови од приказната, тие звуци од приказната, учат да ја прераскажат приказната и слично. Додека за дечињата што се веќе во школските клупи, односно што завршија првачиња и понатака, многу е битно читањето на лектири. Јас тоа го знам сега и преку мојата ќерка Евгенија, која што заврши прво оделение. Не секогаш сме расположени за читање, меѓутоа мислам дека е многу битна таа рутина да им ја на некој начин донесеме на децата. И јас често велам дека сите родители сме ние пример за нашите деца, така да јас сакам да ја покажам дека јас читам и во тој момент и она да земе да чита, затоа што да читаме како во пар, јас моето, она незиното, затоа што на тој начин децата мислам дека повеќе се поттикнати и да не се фрустрираат и да прочитаат 2 реченици, прочитале 2 реченици. Треба да се поттикнат, да не се чувствуваат фрустрирано и да им биде тоа нешто што ќе им биде тешко и што не може да го направат, него баш да ги поттикнеме. Ивана, ви благодарам за сите совети, ви посакувам убаво, топло лето, сите прочитани лектири за вас и за вашата керкичка до следна средба. Ви благодарам многу, се гледаме следен пат. Ова беше логопед Ивана, која верувам дека ви даде одлични практични совети како низ игра да направите интересна и забавно да мине летото, времето и да се надминат сите оние предизвици кои може ги имаме во говорот. А доколку ви се потребни поголеми и подобри совети, секако обратете се кај стручни соодветни лица или на логопед Ивана. А ние натаму остануваме да бидеме најдобрите во македонскиот етер.